My strong belief is that the enlargement is a common goal we share and is the best која што ја споделуваме и ова е најдобрата геостратешка инвестиција во мир, стабилност и безбедност што сите може да ја направиме. Ја поздравувам одличната работа која што беше завршена од страна на Северна Македонија и од вашата влада во поглед на реформската агенда и напредокот кој што веќе беше постигнат. Мора да искористиме оваа можност за да направиме стратешка инвестиција, да ја завршиме, како што се коридорите 8 и 10. И во текот на нашата средба јас повторив дека иднината на Северна Македонија е во Европската Унија. Постигнавме поприлично многу досега и дискутиравме за преостанатите чекори кои што треба да бидат преземени за да се заврши овој процес и поради тоа го охрабрувам премиерот да ги вложи своите напори за да го овозможи на тамошниот напредок. Почитуван христијан, може да сметате на нас, на Европската Унија, затоа што ние ви стоиме на располагање, подготвени да ви помогнеме да искористите оваа динамика. Клучно е да се продолжи со реформите и да се инвестира во владењето на правото и борбата против корупцијата. Исто така, би сакал да го уважам вашата усогласеност со нашата заедничка надворешна и безбедносна политика и поддршката за Украина. Верувам дека вашите натамошни ангажмани и на меѓународниот форум ќе ги покаже нашите заеднички вредности. Партнерството за безбедност и одбрана, на кој што се договоривме минатата година, е вистински пример за тоа како Северна Македонија и Европската Унија веќе се приближуваат една кон друга и конкретно ја зголемуваат соработката во клучни области како што е поддршката за Украина, спротивставувањето на хибридните закани и борбата против тероризам. Северна Македонија заврши многу работа. Затоа треба да останете на тој правец. Пристапниот процес е повеќе маратон, а не брза трка. Тој е напорен, може некогаш и да фрустрира, како што се случило и со сите претходни кандидати. Но сите тие ја постигнаат целта, а секако и вие ќе ја постигнете целта, но со вашата решеност, напорна работа и соработка ќе успеете до крај со заобиколување на пречките. Ви благодарам. Председателя господина Кошта, премиера, повелате. Почитуван председател на Европскиот совет, господине Кошта, почитувани представници на медиумите, почитувани дами и господа. Денес Скопје е домаќин на една важна посета. Присуството на председателот на Европскиот совет, господинот Кошта, не е само потврда на нашата длабока дипломатска соработка, туку и реален чин на внимание, поддршка и интерес за едината на целиот Западен Балкан да биде наскоро дел од Европската Унија. Во оваа нова етапа, кога граѓаните ја препуштија одговорноста на новата македонска влада, моја обврска како премиер е да зборувам отворено, искрено и достоинствено. Тоа го правам првенствено, затоа што имам должност кон народот, но и кон самата европска идеја, што толку упорно настојуваме да ја реализираме. Нашата посветеност во процесот на евроинтеграција ќе остане и ќе се засили во периодот кој што следи, затоа што веруваме дека иднината на македонските граѓани е во рамките на европското семејство. Председателот Кошта во неговиот говор пред малку кажа дека патот до полноправно членство во рамките на Европската Унија е фрустрирачки, тежок и предизвикувачки, но ние како граѓани, како народ, можеме да кажеме дека можеби годиме и најтешкиот пат. Факт е дека тој пат годеа и другите народи, кои што се сега дел од европското семејство, но граѓаните на оваа
една од најмалобројните земји во срцето на Балканот и во Европа, го одеа и го одат најтешкиот пат, ако можеме да кажеме дека го одат, бидејќи се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 20 години. Се надевам дека во периодот кој што следи, заеднички, ќе го одблокираме овој процес достоинствено, бидејќи една од суштинските европски вредности е токму достоинството. И достоинствени ќе бидеме дел од европското семејство. Јас сум убеден дека имаме вредности, имаме капацитети, имаме знаење и знаеме како да го изодиме тој пат на најбрз начин, а со помошта која што лично ја дава председателот Кошта и поддршката и помошта која што имаме и од Европската комисија и од земјите членки, сигурен сум дека ќе направиме квалитетни реформи кои што ќе обезбедат европска иднина за нашата држава и за нашите граѓани. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стоиме на располагање. Благодарам. Владимир Повелет. Hello, I have a question for both of you. I'll start with President Costa. Би започнал со председателот Кошта. Господине Кошта, владата во Скопје тука инсистира од ЕУ за некакви, би рекол, гаранции дека прашањата кои што се однесуваат на идентитетот и на историјата на етничките македонци нема да го одредуваат пристапниот пат на земјата во ЕУ. Дали постојат некакви гаранции или некакви механизми со кои што ќе може да се дадат тие гаранции и како целина како и каде го гледате излезот или патот напред за земјата? Подолг период зборувавте дека немате соодветен соговорник од Бугарија, бидејќи таму имаше техничка влада. Меѓутоа, веќе подолг период во Бугарија имаме политичка влада и досега на ниво на влади, потенцирам на ниво на влади, имало само средба на министри во однос на ЕУ прашања. Зошто не побарате средба со бугарскиот премиер, на која што би ги објасниле, или можеби би го убедиле бугарскиот премиер во вашите аргументи? Благодарам. Овој процес се одвиваше на вистина премногу време. И сега е време да се испорачаат резултати. А за да се испорачаат резултати, треба истовремено да чекуриме во две паралелни димензии. Се работи за конкретни резултати за Северна Македонија и за граѓаните на Северна Македонија. Токму затоа реформската агенда е многу важна, планот за раст е мощно важен и треба да ги конкретизираме инвестициите како коридор 8, модернизирањето на коридор 10. Тие ќе дадат конкретни резултати за вашата земја и за вашите граѓани. Истовремено, треба да се надмине овој процес на пристапување, а за тоа неопходно е да се спроведат одредени реформи, но исто така и да се испорача она што беше договорено во 2022 година. И да, знам колку е тоа тешко. Навистина би сакал, и тоа го правам секогаш, и честитам на Северна Македонија за огромните напори што ги има преземено, за земјата што ги има направено во минатото, за да се придвижи напред во однос на пристапувањето и сега е време да се заклучи целата работа со следните чекори. Премиерот Мицкоски знае дека може да смета на мене, дека може да смета на Европската Унија, за да го олесниме сето ова, за конечно да отвориме нова страница и да се предвижиме напред. Тоа е причината поради која посетив Бугарија пред 2 недели
И кога прашувате какви гаранции имаме, јасно е дека она што е договорено и немаме веќе за што друго да се договараме. Сега треба да го испорачаме она за што сме се договориле и веќе нема простор да се бара нешто повеќе. Благодарам на прашањето. Господинот Кошта го пренесе она кое што е став на Европската Унија. Предлог во 2022 година, подпишан и прифатен од претходната влада на СДСМ и ДУИ, така што се суспендираше парламентот, затоа што за да се случи промена на устав се потребни 2/3. И знаете на каков начин се прифати тоа што се прифати. Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и испорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Никој кај нас нема проблем да, како дел од преамбулата, ги вметне, да речеме, хрватите, црногорците, словенците и останатите. Затоа што имаме принципиелен однос со тие држави. Дури ни португалците, ни шпанците, ни французите. Немаме ние таков проблем. Не сме ние таква влада, нити такви граѓани, нити пак таков народ. Но да, имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента. Но ако испорачаат и двете страни, а јасно е што треба да испорача втората страна, тогаш можеме да седнеме и да најдеме, што би рекле, common ground, односно да можеме да се договориме. Тоа е вториот дел од прашањето, само бидете трпеливи, ќе дојдам и до тој одговор. Така што јас очекувам ова да биде процес на двонасочна улица, доколку е тоа возможно. Доста ние како држава направивме во името на тие европски интеграции, во името на европската иднина. Ке потсетам, менувавме знамења, менувавме име, менувавме устав, како никој до сега. Затоа реков, да, фрустрирачки е патот и тежок, но за нас е исклучително фрустрирачки и тежок и се уште не почнал. Уште се наоѓаме наму каде што бевме пред 20 години. А што се однесува до разговори со нашиот источен сосед, ќе ве потсетам, веќе председателката имаше на ниво на председатели неколку состаноци со незиниот колега од Бугарија, така што не е само состанокот на министерско ниво, а јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачаат. Интегрирањето подразбира вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочна улица. Затоа што другата страна имаме испорака еднаква на нула. И би бил наивен како сите тие што беа во минатото наивни, да верувам дека ако нема испорака од другата страна, дека ние треба тоа да го направиме. Нема јас, дека сум премиер, никој што да го направи. Ирина Геневска, Македонија ТВ. Президент Кошта, Председателят Кошта, прашање за вас. Високата представничка Калас кажа дека имате план Б за пристапување на Украина. Дали имате можеби план за тоа да се надминат барањето од Бугарија? Не треба да го подценуваме планот А и мора да се фокусираме на испорака на планот А. Како што кажав, знаеме кои се копенхашките критериуми, знаеме кои се претходните одлуки од страна на Европскиот совет, знаеме што беше договорено во 2022 година и мора да го испорачаме тоа. И јас совршено добро сваќам кога премиерот вели дека
Веќе е променето знамето, името на нашата држава, кога вели дека имало измени во уставот. Сето тоа го сваќам. И сега треба да бидеме сигурни дека никој нема да дојде и да побара нешто повеќе од она што претходно било договорено. И јас навистина се согласувам со него. Она што е договорено и сега треба да испорачаме. Не ни треба план Б. Треба да го испорачаме план А, што е во мојот фокус, а сигурен сум дека и премиерот Мицкоски е фокусиран на тоа и секако треба и другите 27 земји членки на Европската унија да бидат фокусирани на тоа. За прашање за премиерот. Премиерот, пораката беше јасна тука од председателот на Европскиот совет Кошта дека тоа што е договорено, планот треба да се спроведе. Дали сега после една година и после сите пораки кои стигаат од Брисел, согласно оваа денешната, се откажувате од одложено дејство на примена на уставните измени и дали, како што најави председателката вчера, ќе се бара креативно толкување на преговарачката рамка и што тоа би значило и дали може на едно прашање надвор од оваа тема, но поврзано со Македонија, може и со да и не да скратиме, дали Македонија е една од 20 земји за кои САД најави дека се согласиле на 5% изголемување на буџетот за одбраната. Благодарам. Што се однесува до првото прашање, нашиот став е јасен и тој е непроменет. А пораката која што кажа председателот Кошта е порака која што ние слушаме долго време. И предпоставувам ќе ја слушаме, доколку немаме прогрес во процесот. Ке повторам, и тогаш, и денеска, јас сум на истиот став, дека евроинтегративниот процес треба да се темели на вредности, не на билатерални прашања. За жал, претходната влада прифати такво билатерално прашање да биде дел од нашата европска еднина. Јас тоа не можам да го прифатам. И нема никогаш да го прифатам и ќе се борам колку можам и додека можам. Да најдеме начин да излеземе од овој процес во кој што сме сега. Јас не можам да излезам и немам совест да излезам пред македонските граѓани и да им кажам дека ќе биде променет уставот, а при тоа да заборавам дека најмалку 14 пресуди од Страсбур има за македонците од другата страна на границата, кои што Бугарија игнорира да ги примени. Не можам никогаш да се сложам на било што поврзано со промена на уставот, ако знам дека една земја членка на Европската унија се уште го доведува под прашање мојот мајчин македонски јазик и мојот македонски идентитет. Кога ќе имаме јасна позиција и од страна на Европската унија и од страна на сите земји членки околу многовековниот македонски идентитет, јазик и околу вистинската желба да бидеме дел во европското семејство, но и почитување на европските институции како што е Европскиот суд за човекови права, тогаш јас сум тука подготвен да разговарам во секое време за се, да покажеме дека можеме и дека ќе годиме патот заедно. Дали некој некогаш го поставил прашањето зошто македонските граѓани немаат против, еве да речеме, дел од хрватскиот народ кој што живее, дел од хрватската земјица да биде дел од уставот, знаеш. Никој нема проблем. Или црногорците, или словенците. Нема никој проблем. Или португалците, или шпанците, никој нема проблем. А зошто има токму за ова? Тоа е проблемот. Решавањето на проблемите е ако ги идентификуваме проблемите. А ако се држиме на формалности, нема никогаш да ги решиме проблемите. Што се однесува до врските кон НАТО алијансата и ова што го повторивте, Македонија, ќе ве потсетам, е меѓу оние земји членки на НАТО алијансата кои што одамна имаат буџет кој што е поголем од оној кој што беше претходно максимум, тоа е 2%, ние имаме веќе повеќе од 2,5% и во годините кои што следат со проектите кои што ќе ги реализираме во модернизација на армијата, но инфраструктурните проекти, тие трошења ќе растат.